Да, Лазе, токму така, македонците кои што живеат тука во Пијаченца се подготвуваат за прославата на еден од најголемите празници во христијанството, Великден. За тоа како течат црковните подготовки, како ќе се одвиваат службите во овие вести, разговарам со отец Бора. Отец, ви благодарам за гостувањето во вестите на Алфа телевизија. Денеска е Велика сабота. Што овој празник значи во христијанството? Највеличествениот и најубавиот празник за нас христијаните е токму Великден. Затоа и свети апостол Павле ќе каже: залудна е нашата вера ако нашиот Спасител Господ Исус Христос не воскреснеше. Целата љубов, целата милост на христијаните токму со воскресението на нашиот Спасител Господ Исус Христос. Овие деневи, читајќи го делото на Бонапарта, забележав една убава реченица кој вели: Карло Велики и Александар Македонски и јас освоивме многу народи, но воскреснатиот Христос ја победи смртта и ќе остане вечно во историјата и во човештвото за паметење, односно за спасење на секоја човечка душа. Затоа и најрадосен. Со постот се припремавме, веќе некаде околу 50, со сирната недела 58-60 дена во молитва, во пост. Ме радува што јас сум веќе тука 4 години во Република Италија како свештеник на повик на диаспората и на верниците. Ме радува што тука постот континуирано луѓето си го чуваат и си го пазат. Молитвите, оцркувањето, значи на некој начин можам да кажам, е круна на еден вистински христијанин овде во Република Италија. Инаку ние сме тука најстарата црковна општина, можам да кажам, во Италија и сме организирани во културно-уметнички друштва, во здружение, но сепак мајка, центар на сите збедување е токму нашата Македонска православна црква. Исто така, благодарам исто на италијанската држава, затоа што можам и да се пофалам со мојата слабост, што вели свети апостол Павле, за да се појави благодата, ние сме регистрирани како Македонска православна црква, без никакви додавки или придавки, Охридска или Јустијанна прва. Да, и тоа нам ни припаѓа, но сепак се радуваме затоа што нашата црква се вика под полното име она што од 1967 година Македонска православна црква. Така, околу чествувањето на празникот, вечерва ќе се одржи исто така литургија тука во црквата, чествувањата ќе продолжат и во текот на утрешниот ден. Кога започнува литургијата, колку верници ја посетуваат црквата за време на верските празници тука? Чест ми е и задоволство што служам тука во Италија, навистина тука е благодатен град. Затоа што во нашиот делокруг на нашата Македонска православна црква, некаде околу 50 цркви само имаме во нашиот делокруг тука. Инако голема благодат е во непосредна близина, тука се и моштите на Света Јустина Маченичка. Затоа и толку голема благодат тука се. Покрај нашите македонци што ќе бидат вечерва, јас сум свештеник исто така и до Милано, ние немаме друга православна црква за грците, бугарите, русите или украинците. Така да можам да се пофалам пак дека вечерва покрај нашите македонци, кои не има можеби над 7.000-8.000, знаејќи од подписите што ги направи диаспората за моје доаѓање тука во Италија, но сепак радост ми е што кај мене се оцркуваат многу италијани, затоа што навистина за тие 4 години, ако ја пишувам книгата, ќе биде мојата приказна, XXE ме чуда се случено тука во нашата црква, благодарение на наш верниците и на молитвата, како што вели Господ: имајте вера како синапово срце. Ако и кажете на ова планина премести се, таа ќе се преместе. Токму таа љубов и Христос на крстот кога беше, ни ја покажа дека тој не говореше со устата, јазикот молчеше, но срцето на Господ зборуваше. Така, Лазе, како што можевме да слушнеме и од отец Боро, вечерва ќе се одржи света литургија тука во православната црква во Пијаченца. Веќе од 23 часот верниците ќе дојдат во храмот за да слушнат среќната вест за Христовото воскресение. Она што можам да го најавам е дека ќе има литургии во текот на раните утрински часови утре, во недела, практично на самиот ден
ден Великден, а дека македонците во Италија се подготвуваат да го прослават празникот и од културен аспект се подготвува културна програма која што годинава ќе биде во знака на трагедијата која што се случи во Кочани, односно ќе има хуманитарен карактер, средствата кои што ќе бидат собрани ќе се донираат за настраданите во трагедијата во Кочани. Ова се информациите кои што ги пренесуваме во вестите на Алфа од Пијаченца. Секако најавувам повторно вклучување во следното издание на вестите со нови детали. Студио.